На инфективниот одел и модуларната болница во Куманово хоспитализирани се 47 пациенти со средно тешка и тешка клиничка слика. Речиси толкав број лица ја посетуваат и дневната болница. Возрастната група се поместува, па се почесто има заболени и млади. Од хоспитализираните, како што информираат од општата болница, околу 25% се вакцинирани и тие вообичаено се со полесна клиничка слика. Ние од август како започна овој последен бран, до ден денес немаме некој голем пат, напротив, сега овие денови забележуваме и благ пораст, веројатно заради тоа што и времето залади, луѓето повеќе се затвораат, се групираат и секако непочитувањето на мерките најмногу придонесува за зголемување на овој број. На дневна болница исто така околу 30 до 40 пациенти. И возраст? Тоа се оние пациенти кои што, например, се со полесна клиничка слика, но мора да примаат ампуларна терапија, а се од Куманово и истите доаѓаат овде каде ја примаат. Па возрастната група значи се поместува. Ако порано беа повеќе повозрастни лица и со коморбидитети, во амбулантските прегледи нотираме и прегледи на млади луѓе. Некои од нив немаат никаков коморбидитет, дел од нив со коморбидитети, но се спушта старосната граница. За жал се спушта и затоа баш треба еден апел до помладите наши сограѓани да си водат грижа за сопственото здравје. Од оние што се хоспитализирани имаме околу 25% од вакцинирани. Обично се со полесна клиничка слика, да, имало и со потешка, но тоа се ретки случаи и обично луѓе со коморбидитети и во напредната возраст. Инаку останатите невакцинирани. Од болницата нагласуваат дека освен од Куманово, деновиве има наплив на пациенти од Крива Паланка, но и од останатите градови од североистокот, Кратово, Ранковци и Липково. Наше е да кажеме, меѓутоа на самите граѓани е и да почитуваат мерки и да се одлучат на кој начин ќе водат грижа за своето здравје. Дали преку вакцинирање, избегнување на групирања и подигнување на општиот имунитет, но наше е да апелираме, а нивно е колку самите ќе послушаат и ќе ни олеснат и на нас работата. Треба меѓу себе да си помогнеме, бидејќи навистина персоналот веќе 2 години работи под големо оптоварување и покрај честите ротации од еден на друг одел и нашиот труд и заложби да и другите одели функционираат, сепак знаете како се работи со персонал кој што е веќе изморен и со персонал кој што регуларно си ја работи својата работа, но ние веќе одамна заборавивме како изгледа регуларно вршење на работни обврски. Според последната статистика на Министерството за здравство, Куманово е веднаш зад Скопје со активни над 400 случаи.